Партијата на македонците во Албанија, Македонска алијанса за европска интеграција, одлучи за престојните локални избори кои ќе се одржат на 21 јуни да бидат дел од владачката коалиција што ја предводи Социјалистичката партија на актуелниот премиер Еди Рама. Лидерот на социјалистите Еди Рама и претседателот на Македонската партија МАЕИ Едмон Темелко потпишаа договор за заеднички настап на локалните избори, зашто албанскиот премиер ја информираше јавноста лично преку социјалните мрежи. Се разбира, оваа вест ја пренесоа сите релевантни медиуми, констатирајќи ја важноста на оваа спогодба на владачката коалиција со уште еден политички субјект. На минатите локални избори на кои Едмон Темелко беше реизбран на функцијата градоначалник на Пустец, Македонската партија беше во коалиција со Демократската партија, додека пак партијата за подрачјето на Голо брдо беше во коалиција со социјалистите, но за жал за само 10 гласа кандидатот на МАЕИ за Требиште не успеа да освои победа. Во големата коалиција на владачката левица се и партијата на Илир Мета, претседател на Движењето за социјалистичка интеграција и актуелен претседател на албанскиот парламент, како и партијата на Чамите, партијата за правда и единство на Шпети Мидризи. Инаку престојните локални избори во Албанија ќе се одржат согласно новиот закон за територијална организација, која го зголеми незадоволството на македонската заедница. Единствено Пустец остана општина со множинство македонско население. Барањето на македонците беше 3 општини од подрачјето на Голо брдо и 3 од регионот на Гора да не се укинуваат и да не се припојуваат кон доминантно албански општини, туку да се формираат самостојни општини Голо брдо и Гора, но тоа не се прифати. Претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов во рамки на дводневната официјална посета на Република Албанија пред неколку дена ја посети и општина Пустец, каде од градоначалникот Едмон Темелко прими плакета со која беше прогласен за почесен граѓанин на оваа општина. Жителите на Пустец се со очекувања дека претседателот Иванов ќе ги пренесе нивните барања за подобрување на условите за живот и отворање на можност за решавање на невработеност. Во Македонската алијанса за европска интеграција сметаат дека како резултат на коалицијата со владачката коалиција на Еди Рама ќе поминат многу подобро на престојните локални избори на 21 јуни. Во врска со актуелните поместувања на политичката сцена во Албанија, во пресет на локалните избори, со свој став се огласи и претседателот на Македонската алијанса Ѓорѓе Ѓорче Атанасовски. Македонската алијанса ја поздравува секоја политичка активност која ќе овозможи подобрување на положбата и остварување на правата на македонската заедница во Албанија. Веруваме дека договорот за заеднички настап на престојните локални избори на Македонската алијанса за европска интеграција со владеачката коалиција предводена од Социјалистичката партија ќе се искористи како фактор плюс за унапредување на правата на македонците кои живеат во Албанија. Земајќи предвид дека новиот закон за територијална организација во Албанија е неповолен за македонската заедница, повеќе од неопходно е да се изнеде најефикасниот модел за политичка активност и настап кој ќе обезбеди успех на престојните локални избори. Се разбира, коалиција со владеачките партии представува и поголема одговорност за Македонската алијанса за европска интеграција, бидејќи ќе ги зголеми очекувањата на македонците од сите останати општини надвор од Пустец, кои со право ќе се надеваат на успех и максимализирање на гласовите преку поголем број неизбрани македонски представници во новиот распоред на локално ниво. Оваа коалиција мора да ги позиционира македонците како неодменлив и активен политички фактор во албанското општество. Битката за остварување на нашите вековни стремежи за обезбедување на достоинствен живот на македонците кои живеат надвор од границите на републиката продолжува. Искрено веруваме дека коалицирањето со владеачката партија конечно ќе ни изгради пат за унапредување на основните човекови права и демократски слободи на македонците во Албанија. Основањето на македонски културни центри, фолклорни групи, обезбедување на програма на македонски јазик на државната албанска телевизија, првична и пропорционална застапеност во државните институции, стипендии за македонските студенти, достапност на образовниот процес и изучување на македонскиот јазик останува предуслов за силна и економски просперитетна татковина.